Новиот закон за зелените пазари кој стапи на сила од 1 јануари очигледно нема да се применува. Како што велат пазарџиите, тие не се согласуваат со одложување на законот, туку бараат целосно укинување. Како што информираат тие, тезгите им се единствениот извор на приходи и не заработуваат доволно за да можат да ги платат сите трошоци кои им се наметнуваат. Некои од пазарџиите работат и 30 години на тезгите и како што велат тие досега немало манипулации какви што има сега. Пазарџиите информираат дека проблемот не потекнува само од лиценцата. Законот има многу недостатоци, а нивниот став е дека не се согласуваат со ниту една одредба од законот. Пазарџиите во јавните настапи велат дека во законот не се спомнува никаде терминот лиценца, туку во законот во член 11 стои терминот легитимација, а како што велат тие, тоа е различно. Пазарџиите месечно на Скопски пазар плаќаат закуп, а на документот што го добиваат ги пишува сите потребни лични податоци за легитимирање. Пазарџиите велат дека не се ослободени како диви продавачи и сива економија како што се пласира во јавноста, туку тие се закупци на тезги кои плаќаат ДДВ. Исто така коментираат дека паушалниот данок од 6.000 денари е зголемен на 9.000 денари, но тогаш не реагирале и ги плаќаат сите давачки со кои се задолжени. А парите кои им се наложува да ги плаќаат за таа лиценца од 60 евра не се согласуваат и велат дека нема да прифатат во ниту еден случај да платат. Како што велат тие не се задоволни од Комората на трговци бидејќи не ги заштитува и не ги брани нивните интереси. Од Комората на трговци пак велат дека таа е основана во 2011 година и основната функција е да ги заштитува интересите на членовите. Во јавноста велат е негативен ставот кон Комората, а наспроти тоа, таа ги прави сите напори да ги заштитува членовите. Потврдуваат дека станува збор за легитимација која Комората ја издава за вршење на дејноста на трговец на зелен пазар. Сумата од 60 евра ги опфаќа трошоците кон Централниот регистар, како и решението за административна такса, а останатите пари се наменети за извршување на целите и задачите на Комората. Тезгаџиите остануваат на ставот дека не се задоволни од така наречената заштита и додаваат дека доколку не се укине целосно законот, тие ќе излезат на улица и нема да се вратат на тезгите, а пазарите ќе останат празни.